Денеска православната црква ги празнува свештеномаченикот Автоном, свештеномаченикот Корнут епископ Икониски и светите маченици Македони, Татијан и Теодул. Свештеномаченикот Автоном. Во времето на гонењето од Диоклицијан се оддалечил од Италија во Витинија Азијска, во местото викано Сореос, и таму многумина привел во христијанство и им изградил црква на светиот архангел Михаил. Престојувал во куќата на еден добар христијанин Корнелиј, кого Автоном го посветил прво за презвитер, а потоа и за епископ. Недалеку од градот Сореос било местото Лимна, населено само со незнабожци. Светиот Автоном отишол во тоа место и набргу просветил многумина со Евангелието Христово. Тоа ги озлобило незнабожците, па тие еден ден нападнале во црквата на светиот архангел Михаил во Сореос и на службата Божја го убиле Автонома во олтарот и убиле многу други христијани во храмот. Во времето на царот Константин на гробот на светиот Автоном некој царски големец Северијан подигнал храм. На 200 години по својата смрт, светиот Автоном му се јавил на еден војник по име Јован. Јован ги откопал моштите на светителот, наоѓајки ги неизгниени. И многумина болни добиле здравје од моштите на светителот. Така Бог го прославил оној кој него го прославувал додека живеел во тело. Поуки од светите отци. Се што е телесно е миливо. Кој го сака светот, ги сака и сопките во него. Затоа, ако некогаш ни се случи да изгубиме нешто, тоа треба да го прифатиме со радост и благодарност, свесни дека преку тоа сме се ослободиле од грижа. Ава Евпрепиј. Свештеномаченикот Корнут епископ Икониски, родум од Никомидија, од селото Салат, бил сосема стар кога настанало гонењето во времето на Деки и Валеријан. Некој мачител на христијаните Парени дошол во Никомидија и почнал да трага по христијаните. Христијаните излегле од градот и се скриле, а нивниот престарен епископ не сакал да излезе, туку сам лично застанал пред Парени и се јавил како христијанин. Мачителот го изврзал и наредил да го влечеле по градот се додека обилно не истекла крвта од него и додека под мечот не ја предал својата света душа на Бога. Поуки од светите отци. Оној кој на човека му ја зема облеката е крадец, но зарем оној кој не му нуди облека на ближниот, а може, нели и тој е достоен да биде наречен исто крадец. Лебот кој не го јадеш е леп на гладните. Облеката која виси во твојот ормар е облека на голите. Чевлите кои не ги носиш се чевли на босите. Парите кои ги чуваш настрана се пари на сиромасите. Милостињата која не ја твориш е еднаква на сотворени гревови. Свети Василий Велики. Светите маченици Македони, Татијан и Теодул.
пострадале за Христа Господа во времето на Јулијан богоотстапникот, а во местото Мероса Фригиска. За разурнувањето на статуата на некој идол биле люто мачени и на железна леса биле печени се додека душите своји на Бога не ги предале. Кога гореле во огнот, овие храбри мажи му довикувале на мачителот подсмевајки му се. Нема ли да пробаш од нашето месо дали е добро печено? И уште зборувале како и славниот архидјакон Лаврентий. Свртине, на другата страна, оти ова едната е веќе печена. Гледајки и слушајки ги светите маченици на огнот, мачителот бил повеќе збунет и уплашен отколку самите тие. Поуки од светите оци. Постојат 3 демонски замки кои ги крадат радоста и мирот. Жалењето за минатото, стравот од иднината и неблагодарноста за сегашноста. Свети Антони Велики. Поуки од светите оци. Човекот што ја познал мерата на својата немоќ, стигнал до состојба на совршено смирение и познавање на Бога. Зашто постојано поттикнуван кон благодарење на Бога, тој непрестајно постанува се побогат со божествени дарови. Срцето кое постојано благодари, постојано прима се поголема благодат. На благодата и претходи смирението, како што на искушението му претходи надменоста, гордоста. Ава Исак. Ты